представник на младите од Народното движење за Македонија, ќе се залагам за подобрување на животот на младите со цел тие да останат во Македонија, бидејќи сме сведоци на се поголемиот број на млади луѓе кои што ја напуштаат Македонија и бараат екзистенција во други земји. Како представник на младите од Народното движење за Македонија, сметам дека ова голем проблем за Македонија и треба што побрзо да се реши, за да Македонија не остане само земја на стари луѓе. Со програмата од Народното движење за Македонија ќе му се даде можност на секој млад човек да својот работен век го отпочне во Македонија, да го отпочне и да го креира, бидејќи тука и припаѓа. Освен што ќе се залагаме за решавање на овој проблем, ние ќе се залагаме и за интеграција на Македонија под нејзиното уставно име, како во европски, така и во светски рамки. За на крај, ќе апелирам до сите млади луѓе да го дадат својот глас за себе, за листата на нашите кандидати од Народното движење за Македонија и да на 15 септември на гласачкото ливче го заокружат редниот број 11, бидејќи ние во програмата на Народното движење предвидовме решенија со кои што ќе се останат сите проблеми на младите. Ви благодарам. Почитувани граѓани на општина Кавадарци и потенцијални гласачи на предстојните парламентарни избори 2002 година за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија. Јас сум Јанко Бачев, носител на листата на партијата Народно движење за Македонија во изборната единица број 4, каде што помеѓу останатите општини влегува и општина Кавадарци. По професија сум дипломиран правник со положен правосуден испит, а моја потесна специјалност е меѓународно право и меѓународна политика, каде што наскоро треба да ја бранам својата магистерска теза, која што ми е одобрена на Правниот факултет во Скопје. За мојот досегашен професионален ангажман можам да кажам дека после завршувањето на Правниот факултет во 1991 година сум работел како судски приправник, адвокатски стружен соработник, а од мај 1994 година во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, или поточно во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, каде што условно кажано ги поминав сите скалила, почнувајќи од инспектор, главен инспектор и на високо раководно место началник во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Мојот мотив за вклучување во политиката не е чисто од политичка природа заради градење некаква политичка кариера. Ова може би на прв поглед ќе ви прозвучи малку и чудно и идеалистички, но со неколку реченици сакам да ве убедам дека и да ви уверам дека мојот мотив има многу подлабока и посуштествена природа. Ние во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање добивме застрашувачки сознанија според кои постои сценарио за растурање на оваа држава, кој што некаде треба да се случи крајот на 2005 година. Но за жал, за голема трагедија на овој народ, носители на тоа сценарио не се тие албански терористички банди со кои што јас најодговорно тврдам дека македонската полиција и војска може да се справи во секој момент, туку носители на тоа сценарио се македонски политичари кои во моментов извршуваат највисоки политички функции во нашата држава. Инаку, партијата Народно движење за Македонија своето политичко делување ќе го темели на два основни принципа. Првиот принцип ќе биде да им кажеме вистината на граѓаните на оваа држава, односно да бидам поконкретен на која крадеше, која лажеше и која растураше оваа држава во сите овие 10 години, а вториот принцип, кој што е во корелација со првиот, ќе биде истовремено да понудиме конкретни решенија за надминување на сите постоечки состојби во нашата држава. Нашата изборна програма ќе излезе за неколку дена, а еден голем дел од тој контингент ќе биде дистрибуиран и во општина Кавадарци, каде што вие како граѓани на оваа општина ќе имате прилика да ги прочитате, да ги видите нашите решенија кои што се конкретни, децидни и кои што нудат излез од сето ово постоечко зло што ја најде оваа држава. Па затоа ви повикуваме да ги погледнете нашите решенија, да ги прочитате и кажано народски доколку ве бендисат да се приклучите на нашата опција. Инаку врвен принцип на нашето политичко делување во првите 30 дена доколку добиеме доверба од граѓаните да формираме влада, јас себе вечерва од Кавадарци најодговорно тврдам дека во првите 30 дена ние ќе ставиме 24 луѓе во куќен притвор. Во тие 24 луѓе тоа е една структура на личности кои што моментално вршат најистакнати политички функции во државата и кои што се носители на многу криминални и матни бизниси во државата. Сега тој список е 24 луѓе со документиран материјал за сите нив и во изборната кампања што ќе почне за неколку дена, сите тие документи ќе им ги промовираме на граѓаните за да ја видат таа вистина што имаме намера да ја промовираме.
еве тука некаде лежи мојот мотив за политичко вклучување и формирање на политичка партија, со тоа што сакам да кажам дека имајќи сите сознанија за сите тие носители на тие мрачни сценарија, пред мене се појави еден сериозен човечки предизвик и имав на располагање две опции. Мирно да се седам во дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и да ги гледам сите овие носители на мрачни сценарија, да ги уживам сите тие привилегии кои што ги пружа оваа служба, високи плати, бројни бенефиции и привилегии, али и во исто време и да бидам соучесник на растурањето на својата држава, или од друга страна да преземам нешто на тој план и да ги спречам сите тие носители на тие мрачни сценарија. Па јас го одбрав вториот пат и затоа се нафативме да направиме политичка партија која што се надеваме дека ќе добие довербата на гласачите на престојните избори и ќе биде дел од политичката власт. Бидејќи сите вие знаете дека политичките одлуки ги носат политичките органи. И на крајот мојот апел сакам до вас да го упатам преку една констатација, без разлика колку сите ние сме успешни како поединци, сакам да ви уверам дека доколку дозволиме да се урива државата, сите нас ќе не затропа со неа. Ви благодарам за вниманието со кое ја следевте дел од програмата на Народно движење за Македонија. Ви повикувам сите вас на 15 септември да излезете на избори, да го дадете својот глас за кандидатите за пратеници кои потекнуваат од народот, а се на листа на Народно движење за Македонија за изборна единица број 4. На гласачкиот лист заокружите го редниот број 11 и носителот на листа на Народно движење за Македонија Јанко Бачев. Со тоа ќе бидете дел од народот кој сака нови вредности и нови и храбри луѓе. Ви благодарам. Парламентар